Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска 30 минути позитивна енергија и денеска нов специјалитет кој што ќе го подготвува нашиот гостин. Секогаш бараме рецепти на нашите гости, а вие, доколку ви се допаѓа, направете го и вие дома. Да си ги поздравиме пријателите на емисијата. Ајде да погледнеме дел од производите на нашите пријатели од Стокомак. Ке видиме дел на ветрината, дел од производите на Стокомак, но најубавите и најголемите производи или она што вам сигурно ви интересира, ке отидете во првиот маркет на Стокомак и ќе забележите колку се убави производи има за вашиот доручек, ручек, вечера, десерт, па можеби некому и за подарок. Да ги поздравиме и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, налепници обоени во црвено, така се и рафтовите во Стокомак, каде што можете да си купите производи од домашни производители, односно производи со македонско потекло. Купувајте производи, со тоа ги стимулирате македонските производители и им давате желба за и понатаму да произведуваат. Да си ги поздравиме и пријателите од прекрасната продавница или мини трговски центар Мост, кој што се наоѓа на Пластичарската улица. Драги мои, навистина посетете го тој мини трговски центар и ќе забележите производи кои што навистина ќе ви залепат и за очите и за срцето. Има многу убави од обични до најексклузивни производи кои што ќе ви бидат потребни за вашиот дом, а најмногу за младите кои што сакаат да се вселат во нов дом и да внесат нова енергија. Навистина има се. Поздрав до нашите пријатели од Мост. Сега да си ги поздравиме и пријателите од ПКБеско. ПКБеско познати по сувомеснатите производи и рековме вкус и квалитет кој што навистина вреди да се поздрави и без грешка. Значи, доколку користите сувомеснати производи, нека бидат ПКБеско. Ете, поздрав и до нив. И време е кога јас треба да го поканам мојот гостин за денеска, кој што денеска ќе готви, а јас ќе асистирам. Тој е еден мој драг пријател, се знаеме многу години, многу емисии сме направиле заедно, а јас премногу го обожувам, затоа што многу ми е интересен во приказките. Го познаваат од повеќе негови активности за кои што ќе говориме во текот на емисијата. Едноставно, нашиот Сашо Ристовски, но тој вели Сашо С. Ристовски. Здраво, добре ми дојде. Многу се радувам. Благодарам за убавата најава. Јас и ти 100 години. 100 години се знаем. Јас и ти 100 години. Ке правиме специјалитет. Некој, бидејќи ти рече сега си на посебен режим на исхрана и ќе правиш некој твој специјалитет, рижото на твој начин. Да, апсолутно. Јас одреден период, не период, скоро 3 години, воведов, сам си го направив режимот днес. Сам си најде начини на... Да, ме прашува многу дали вамо беше или тамо беше. Не, јас си најдов оно што ми го бара организмот. Да. Бидејќи се случија прва една интервенција, па потоа со автоимуната болест со тироидната жлезда и сето тоа си бара нешто поинакво поставување во начинот на исхрана, во начинот на живење. Така да, ете, го избрав овој. Како ќе внимаваме, така ќе живееме. Значи, ако сакаме да го продолжиме нашиот живот квалитетно. Ти ќе си ги сечкаш печалките, и јас ќе го подготвам, рече, во ова наше тепциче. Ќе го правиме. Тебе тоа ти се допадна од сите садови. Повели Саше ти овде. Нема проблем. И јас ќе си одам овде до мојот пријател Шпорец. Јас може да почнам, нели? Можеш така, ќе го поставиме на една средна температура. Да. Да додадеме малку наше масло, така, од Стокомак. Од Стокомак јас морам да кажам, јас слушав најавата, дека јас сум чест потрошувач на Стокомак и да ги поздравам сите и вработените. Навистина не е ова некоја реклама, јас си кажувам како што е.
ме познаваш ти мене години. Така, затоа што кажуваш во лице, што е Кажувам убаво и што не е убаво. така? Јас си зимам од таму многу производи и ги топло ги препорачувам. А ПКБ-ско моите родители користат, бидејќи јас сум во месното многу малку периодов. Така. Ми рече дека треба и рерната да ја вклучам, Да, затоа малку ќе ја ќе пропржиме, вклучам па потоа ќе... Добро, маслото е поставено. Види, Се чуде зошто не додаваш ниту кромит, ниту лукче, само одиш со печурки. па не, јас... Ова некој твој чуден рецепт. Јас измислувам јадење, кога ќе дојдам Јас дали ќе го од поставам. да, кога ќе дојдам Добро. од проба или од представа, бидејќи патуваме ние наутро многу, со моите колеги и воедно да ги поздравам и тие знаат дека јас сакам многу рижото, си го правам, значи да поздравам Магдалена Ризова Черни и Хема Давчева. Многу да ги поздравиш и од мене, еве денеска ги поздравуваме од овде и двете. Да, и двете, тие се две мои дами и секако пред да дојдам овде, знае Лидија Букичевиќ и се слуштавме и вика што ќе готвиш, вика дали онај пиринач. Да. Јас си викам да, и она го обожува ова, така да многу лесно се прави и ги сецкаш печурките. Направивме и со маги многу убава тава со ориз, исто така со спанак, беше Да. прекрасно. И морам да ти кажам, морам да ја запишам рецептата бидејќи се договоривме да ја правиме кај неа дома. Ете така, браво. прекрасно. Браво, одлично. Одлично. Јас со задоволство ги давам рецептите и ми е мило кога нашите гледачи ги бараат, а потоа ги покажуваат како дома ги подготвиле. Мислам дека ова е доволно за ова. Сакаш само толку, не ги ставаме сите печурки? Па не. Добро. Ајде, ти се слушаш. Зошто печурката свежа? Печурката Да. Замена на месо. замена на месо. Така. Јас така. многу често користам врган, бидејќи го бере татко ми, свеж кога има. Чека уште две. Ајде да си две- го пофалиме ние теово. Да. Па нели преубавото теово, Од па таму, ние да, го обожуваме да одиме во теово и да си ги поздравиме теовчани бидејќи не гледаат. Апсолутно поздрав. Така, уживанција е да се седи под големиот јавор. Да, Па тоа да е. се отиде на манастирот Свети Архангел. Да, Па во да. селската црква, која што е Јас сум навистина крстен убава. во таа Знам дека си црква. крстен таму. Многу се радувам и многу сум горд што тој манастир таму го направи мојот покоен чичко Протостој Така. Користовски. Мојот драг пријател, Да, и навистина сум многу среќен. мојата драга Попадија Цвета, Цвета, која да. јас со сеј срце си ја поздравувам. Исто. Така, тие ни се наши блиски. Мислам дека Јас и ти си ги сакаме и тие нас. Апсолутно. И тие нас. Ете така. Значи, малку само ги пропражуваме. Малку, да, бидејќи е свежа. Јас Добро. кога имам свежа, ставам свежа, ако не, Добро. ставам конзервирано. Бидејќи е свежа, треба да се пропржи малку. Ете, малку ќе ја пропржиме, затоа што колку повеќе се пржи, пак ја губи Апсолутно. убавината. Ете Апсолутно. така. Затоа и на тивко ја постави. На тивко, да. На тивко ја Па постави. секој јадење, кога го правиш ако е на потивко, јас кога си правам вакви обично постни сармички од лозов лист, ги ставам на потивко и поубави се, Така, повкусно е јадењето. Точно. Ајде сега да ми кажеш што спремаш ново, а потоа ќе зборуваме за приказките кои што јас многу ги сакам. Па вака, ние, мене малку ме одмараат во мојата матична куќа, убаво и да се одмори, но во Театар Хит, во приватниот Театар Хит работиме интензивно. Ја завршуваме таа програма веќе во мај месец која ни беше предвидена и интензивно се припремаме за оној летен караван кој втор пат веќе го правиме со Магдалена Ризова. Така. Лето 2025 во соработка со многу општини од Македонија. Ма ги вика уживам. Па уживаме. Пошто Магде си ја вика, моја Магде вика, уживам, едва и чекам да си одам на проба. Уживаме. Пробите ни се уживанци, јас да ви кажам, ние знаеме да си приготвиме Така, јадење така. или да си купиме нешто, да си мезиме и кога патуваме исто така. Тоа е уживање. Да. И се надевам дека и ова лето ние ќе уживаме. Така. Премиера ќе имаме ова лето, ја спремаме, тоа е под покровителство на општина Охрид. Браво. И уште многу општини ги отворија вратите за културата за децата, што навистина мене многу ме радува. На децата во овој период сме им најпотребни ние.
И да видат нешто домашно, а не само она што се гледа на социјалните мрежи. Апсолутно. Да си дојдат во театар. Не дека јас сум корисник на социјални мрежи, не дека сум против, но Има се и се што тоа да, сакаме се и се што особено деца кај развојот на децата влијае поинаку, затоа што особено TikTokот, јас кога некоја лоша енергија носи. Да. Така. Јас кога беше за прв кога беше за укинување на TikTokот, ама не успеавме. Не, се случија самоубиства и сето тоа лошо енергетски делови на возрастните и на помладите. Апсолутно. Печурките веќе ни се Саше готови. Готови се. Што додаваш сега? Ќе ставиме пченката. Добро. Ја ставиме. Јас ја обожувам пченката. Исто е цела каста. Така, ете така. Чекај уште ова само вака со лажичето. Да не ни остане ни зрно. Ете, јас и ти двајцата со пченката си обожуваме и така ќе биде добро. Да, сега малку ќе си добро, уште малку вода си пуштаат самите печурки. Да, сами си пуштаат. Јас овде малку само ќе зголемам за да биде добро. Ете така. Ете така. Уште 2 капки ќе додадам масло, чисто колку да. Подобро е за оризот, бидејќи се двои зрното кога има масло. И заради пченката малку да ја обогатиме. Ете така. Добро. Добричко си е. Одлично. Супер. Беше ли скоро во тео да прашам? Или чекаш летото да дојде па повеќе да бидеш таму? Јас сум секој слободен ден таму. Или слободен ден. И слободен ден. Ако имам, например, во вторник и среда слободни денови, јас одам и вторник и среда, ако сум се вратил во понеделник. Така. Значи, дали тоа си со самите години си доаѓа, не дека има многу години, него со Ма и љубовта кон, ете, родната грудка. Па јас ќе кажам, каменот си тежи на местото. Така е. Значи, јас сум постојано таму, ние си имаме бавча, имаме и мини фармичка со кокошки, домашни јајца, производство. Така да јас сум посветен максимално таму. И ти е убаво. Природата те повикува. Јас чувствувам убаво. Имаме убав бокал од мост, кој што брзо ќе ни ја стопли водата, за да ни биде лесно во ова наше тавче. Еве, веќе го вклучив. Те слушав за нив и морам да ги посетам, бидејќи да ги посетиш на вистина нешто импресивно и убаво. Се селам во нов дом и можеби нешто ќе ми не, нешто, можеби 90% од она што ќе сакаш, ќе го најдеш таму. Одлично, да, и близко ни се овде, да. Навистина убаво. Ќе го поставиме прво тавчето, а потоа ќе направиме чај од нашите пријатели од Стокомак. Може чај. Сакам уште малку да го ова... Уште малку му треба, да. Да додадеме. Добро. Макар да тоа и е веќе конзервирано, полусварено, така се вели. И ќе си оди. Готово. Одиме. Ајде сега со оривчето да го ставиме. И јас си зимам од Стокомак оривче и е супер. Така, одлично. Цело зрно, види како е преубаво. Повели, ајде. Чекај, јас ако не фатам, извини. Да си се навикнеш на тавчето и на овој твој рецепт. Па и моето е дома вакво и затоа реков, ајде ова нека биде. Ова нека биде, си го одбра сам. Ете така. Одлично. Многу ме викаат зошто ставаш печурки, јас во секое скоро јадење, затоа што го заменувам месо. И вкусни се, затоа и вкусни се. Вкусно е. Вкусни се. Одлично. Ете, браво. Така. И јас ти додадов и магданос, можеме некој ливченце чисто, сакаш сега зачини. Зачини да додадеме? Да, ставаме вегетичка. Сув зачин, ете така, повели. Ајде. Јас ќе ја повлечам. Добро. Вегетичка. Јас уживам ова јадење додека го правам. По 2 сата бајле, знам кој сум. Да си го подготвиш, добро. Обично Лидија Вукичевич, кога работевме, уште работиме. Така е. И кога имаме турнеја, ќе ставаме во 2 сат, но ќе знаеме да го направиме, бидејќи она ми е гостинка кај мене дома. Да знаев, ќе ја поканевме да ни отпееше нешто, бидејќи таа и пее многу убаво. Апсолутно.
Но ајде следниот пат. Следниот пат кога ќе дојде јас ќе ти пишам одма, ставаме и биберче Ќе малце. повикаме зашто и таа и пее многу убаво И многу ја сака македонската музика и македонската храна. И луѓето. Да. Македонци. Ајде сега повторно промешај си со твојата рака. Да. Веќе мораме и вода да му ставиме. Добро, можеме сега веќе. Нели кога малку ќе запражи оризот, зрната рековме остануваат Апсолутно. целосни и убави. Добро. Ајде сега со бокалот. Ете така. Овако оди. Да, и можеш лесно да си сипеш колку ти е оризот потребно. специфика во водата. Како не учеа мајките? На 1 филџан ориз, 3 филџани вода. А ние сега ќе дадеме 3 прста повеќе од... Јас знаеш што... Јас со татко ми... Може овде? Да. Татко ми ме научи да правам ориз. Мајка ми не го погледа толку. Татко ми ме научи и вика како што ти е оризот. Значи прст и пол, да биде водата вода. над. И толку ти е. Добро. Ја не со чаши не мерам. Добро. И обично кога правам некои салати, што стави, колку стави? Ја викам не знам, ја од прилика. Од прилика. Доволно. Добро, ајде малку тука ќе го зовриме и ќе го додадеме во рерна. малку да зоври. Сосема малку тука да зоври. Јас мислам дека на сол е добро. Добро бидејќи Сол се додава. Се додава. Ти додаде и сув зачин, така да ќе биде доволно. Ајде сега да кажеме за моите омилени приказките. Кој лик најмногу те бендисува тебе кога го играш? Јас реално играв повеќе татковци. И селанец. Да, играв. Леле со секира на рамо, Па Косев, Косеше треба. Се сеќавам на една случка, тоа беше кога почна приказните во првата, во втората и некако од третата епизода јас се појавив. И така е наместија тогаш Богданов Зелник. Така. И јас не можев, мислам и ден денеска ме зборуваат и ме прашуваат дали јас навистина сукам. Дали знаеш да сукаш? Да. И тоа беше проблем кога дојдов на снимање, вика имам еден проблем со ликов да смениме, викам што да смениме, што треба да смениме. Па вика сукање е некој да сука. Викам па не треба да менуваме, викам. Јас знам. Јас знам, така е. И тогаш морам да го споменам и секогаш го споменувам. Покоен Драги Савевски. Така. Режисерот и поздрав и до неговото семејство и се зачуде. Вика добро дете, јас тогаш имав, не знам, 26 години. Дека добро дете, има ли нешто што не знаеш ти од овие работи? Па викам јас, моето детство пола беше додека одевме на школа во Скопје, а додека не одевме, викам, на школа, јас бев во село. Во село каде можев се да научам и да работам. Се. Така е, вистина. И не се срамам од ништо што работам. Например, јас, кај нас... Не е срам да се знае. Зошто? Знаеш ти каде... Тоа е одлика на убавина. Каде ми е куќата, одма ми е до самиот пат. И до патот, и тука е убава рекичката. Да, и јас тука знам и да си ја копам бавчета и луѓе да поминат да свирнат, јас да им мафнам и мене не ми е срамно тоа. Така. Јас не се срамам, напротив, јас се гордеам. Јас се гордеам. И тука мислам дека нема никаков проблем со тоа. Таа ми е омилена, значи, како се викаше, тој лик го заборавам и една приказка што ја снимивме со Маги и со екипата ја снимивме за неколку часа. Се вика Веки помин, каде што играм хипокондрик и додека мојата сопруга и пие и јаде кебапи, а сопругата ми играше Маги нешто, ние сме ностоп. А ти постојано се жалиш дека нештата не ти одат, се ти е болест? И ете така тие можам да ги издвојам, ама мислам дека и овде снимив, играв во Канал 5, таа е многу интересна приказна, пред некоја време ја имаат пуштена, па мене луѓето ми сликаат. Јас и Иле, колегата од Театар Комедија, исто игравме во таа, нешто во ковчеци се криевме и така натаму, таа е во продукција на Канал 5. Ама не знам како се вика приказната и таа ми остави. Па многу улоги, многу приказни затоа. Па имам некаде статистички. Да ми го лжичето за да статистички колку што јас, мислам дека 140-150 епизоди имам. Снимено заедно со овдека во Канал 5
Така. Така е некаде бројката веќе и не бројам да ти кажам. И не можеш ни да броиш. Не можеш да доброиш. Некојаш, на пример, ми се случувало да седам рано наутро, јас многу ретко гледам телевизија, ама пред тргање на пат со утринското кафе, бидејќи јас не доручкувам, тоа ми е голем проблем. Исти. Значи, Голем проблем двајцата е. сме со тоа проблематични. Јас ќе ти дадам сега тебе можност за ова да го ставиме во редна. Може. Но ракавички, затоа што Да, мораме. тавчето е на шпоред и Мене дома ме, топло. овај кога одам кај Повели. моите да готвам, да бе немој дете со раце, јас со раце сум момче. Но сепак е топло. Знае, топло е. Тавчето кога ќе го земеш, бидејќи од Одлично. рингла, ајде, Одлично. го поставуваме полека. Да, не направиме. Како се вели да ни Билја. исипеме. Да, па ќе чади и после ќе мириса. Ете така. И сега си како во приказките. Подготвен, вистински си ти. Е на здравје да ни е. На здравје да ни. Субаво да се испече. Субаво да се испече. Јас кажувам кога сакам да ми се пече тавчето брзо, велам ајде пејте на пеачите и затоа ти реков да беше Лидија овде, ќе ја теравме Она таа одма. да те замени тебе. Да, одма ќе пеше македонско девојче. Македонско девојче, да. Ете така. Ја обожува. Така. Ќе го прочитаме сега рецептот на денот, а потоа ќе те запрашам уште нешто и да видиме како ни излезе нашето тавче. Апсолутно. Ете така. Одиме со рецептот на денот. Рижото. 300 грама печурки, 100 грама ориз, една мала конзерва пченка и зачини по вкус. Ете, тоа е денешниот рецепт. И јас се зачудив со толку малку состојки, а Саше сакаше да направи, не сакаше, туку направи едно убаво рижото кое што ни се крчка во нашата рерна. Прашав зошто не додаваш ништо, рече точно вака ти одговара на твојот организам. Апсолутно. И посебен вкус има. И посебен вкус има. Печурките се за мене за месо, рековме. Пченката за дигестивниот тракт е добра. Порисот се знае зашто е добар. Така да, и тоа е добро јадење за сите кои постат во среда и во петок, како мене. Јас постам во среда и во петок и така да многу брзо се прави. Така. И здрава храна е Додека на крај на денот. читав и рецептот, ти подготви и планински чај. Да. Забележав од нашите пријатели од Стокомак, но во бокал од вода од мост. Апсолутно. Колку убаво мирис. Па јас, убаво е да се пие чај, значи И се убава пие, боичка, гледам, јас јас не морам можам да вака. се одлучам. Дали то да биде планински, нане и така, ама Ама- одлучив да биде планински. Стварно се Прав планински, пробај да видиш, Стварно исто се како да е берен кај тебе, во тело. како од кај мене да ја донесем во Стокомак. Така, навистина убаво. Да. Мислам дека ова е готово. Јас ќе ти ги додадам ракавичките за да ти Ајде, се обидеш да го тоа средиш. Ајде. да видиме што сме направиле. Што направивме Дали ќе денеска? не фалат или ќе не критикуваат. Дали ќе не фалат или ќе не критикуваат или ќе го прават истиот рецепт. Или ќе ми пишуваат на Facebook, Instagram како го правиш. Ете така, браво, одлично. А сега одиме овде. Можеш овде. Само Ајде, момент. Повели. Само момент. Ете така. Така да затвориме. Одлично, тука. рече дури ќе го доукрасиш. Па јас сакам да ги украсувам малку убавини, работите. да му додадеш убавини. Вака убаво Макдоналдс да ставиме. Браво. Особено до кога е домашно и се гледа дека тоа е домашно. Да го заличиме малку повеќе. Да, јас имам домашно Макдоналдс, обавезно. И го користам јас Так. Макдоналдсот. Одлично, браво. И е здрав. Некој ќе ми се смеат, овој Сашо само здраво, здраво. Ама па добро сега. Ај, Саше, здраво. Ај, Саше, здраво. Саше, здраво. Добро, па многу го украси, па многу. Па да потрошиме све. Па, да ќе испадне ова како да сме од Бавча. Па види, па да биде убаво да го личи. Добро, навистина добро. Ете. Ете, одлично, ти благодарам. Мислам за декорацијата. Да. Најмногу за декорација. Јас многу не знам да декорирам, ама ова не е многу убава атмосферата овде во Канал 5 со Затоа се сите вас. пошегував, со толку Макдоналдс никогаш не сме биле, Да. но без оглед имаш ете еден убав подарок.
убави производи на ПКБ-ско. Благодарам, овие ќе ги подарам на мојот татко, бидејќи ги обожава Ете производите така. на ПКБ-ско. И од нашите пријатели од МОС, бидејќи речи се селиш во нов стан, да се Да, одбереш веќе, да. нешто што е убаво, да те Благодарам. подсетува на ова наше другарување. Благодарам, сигурно ќе ги посетам, бидејќи веќе ми е потребно се ново. Се за домот. Не, таква ми е годината, се нешто ново. Така. Таква ми е годината и се ново сакам и во новиот стан. Браво. Се одлучи да си бидеш сам, самостоен, далеку од мама и од тато, да ги посетуваш кога сакаш. Па да, јас сум сам, они веќе од кога замина, јас не сум сам, него можеби физички. Така. Кога се пензионира, своите пензионерски денови ги минуваат таму и се живе и здрави, фала Богу. Но ете, сега мала промена, јас сакам промени да правам. Не, ама и младите сакаат да си повикаат младо друштво, па повозрастните повозрастно друштво и нели поубаво е секој со своите другари да се дружи. Апсолутно. Така. Макар да моите родители се сака да се дружат и со помладите. со помладите и кај нас во дворот кога ќе видиш да поминеш се помлади, значи Се татко ми помлади, така. и мајка ми се дружат, со нив исто и јас се дружам едноставно. За дружење бројките не се битни годините. Или Духот е битен. Духот или имаме разбирање или немаме разбирање. Ова гледам, чекај една китка да извадам. Гледај колку убави зрната се бројат. Се брои зрната. Аха, и ти ќе вадиш китка сега за да се види. Да се види. Вака ќе ја преместим. Навистина убаво и вкусно мириса и Да. навистина ти благодарам за овој убав рецепт, за минутите поминати заедно со мене, со гледачите на Канал 5 телевизија и со позитивната енергија со нашите колеги овде. Да, јас Навистина сакам убаво. да ве поздравам прво сите, тебе посебно и со сите овде кои се зад камерите, бидејќи тие ги знам, бидејќи долго време снимам, соработници се на мојот брат, а и некако многу почесто гостувам во Канал 5. Дали во Утринска, дали овде кај тебе, дали кај Миро. Сум чест гостин и многу ми е убаво, како втора дома сум, само што не надсинхронизирам. Многу сме си убави. Да, и сакам да ги поздравам сите гледачи. Така. Сите гледачи во Македонија и надвор, бидејќи ние гостуваме и надвор и знам дека не гледаат и во Европа и во Америка и Канада, Секаде не гледаат на сите Секаде. меридијани и добиваме многу пораки, многу позитивни коментари и јас за тоа многу се радувам. Уште еднаш ти благодарам. Ти благодарам и тебе благодарам на сите. Ете така. Тоа е самиот крај на нашето другарување денеска, драги наши. Се надевам дека ви бевме интересни и забавни и гледајте ни и утре, и задутре, и кога ќе сакате, нели, да имате нов рецепт. А јас до следното наше видување ви велам, ве сакам.